Заварам господин Мисовски, почитувани пратеници, почитуван министр за финанси. Пред нас за краток период повторно се наоѓа буџет, но овој пат за 2019 година. И во оваа прилика би сакал да предочам дека Министерството за финанси мора да ја напушти праксата во толку краток период да се носи ребаланс на буџет и да се пред се за да имаме поголем простор како пратеници да извршиме пошироки анализи и консултации и да увидиме нешто од фактот што ребалансот всушност представуваше само раздолжување на општините отколку нешто конкретно што требаше да се сработи. Пред да почнам да говорам за тоа што не чека со оваа влада во идната година, би сакал да се осврнам на економските прилики досега. Имено, оваа влада веќе е на половина од својот мандат, а економските резултати за кои што доби подршка воопшто не ги остварува. На првата страна од програмата за живот има 5 клучни работи кои што ќе ги правите и тоа гарантираме повисоки плати. Просечна плата од 30.000 денари. Во семејство со двајца вработени тоа се 1000 евра. Ки има и за храна и за сметки за одмор. Ова е ветување кое што вие го дадовте. По однос на ова ветување ќе кажам дека просечната исплатена нето плата за септември оваа година изнесува 24.355 денари. Ова ветување нема да го исполните, затоа што е нереално, без разлика колку пати председателот на владата од оваа говорница кажа дека ќе се го пролонгира рокот. Последното нереално ветување беше дека до крајот на 2019 година ќе има 30.000 денари просечна плата. Ветување кое ќе биде исполнето исто како и ветувањето за економски раст за над 5%. Второто ветување. Домашните фирми финансиски ќе ги поддржиме со 140 милиони евра. Така ќе се отворат нови работни места и младите тука ќе работат. Вториот приоритет на 2 години од крајот на вашиот мандат изгледа вака во реалност. Фирмите на нашите блиски соработници и партиски членови ќе си ги поделат парите од повисоките даноци на оние кои што најмногу работат. Така ќе си наплатиме за се она што во моментот гласаме, а младите ќе се вработат на запад. Тоа е реалноста со која што се соочуваме. Третото ваше ветување, ќе ги насочиме сите пари кај граѓаните. Прво ќе им помогнеме на сиромашните. Навистина, прво што направивте е помошта за сиромашните. Им ја кренавте акцизата на дизел горивата. Мерка со која ги завивте во црно сите граѓани и стопанство. Сега ќе им ставиме и етикети на возилата и сите да знаат кои се сиромашни, а кои богати. Патем речено, 90% ќе бидат одбележани како сиромашни со етикетите кои ги предлагат. Затоа што реалната состојба со возниот парк во Република Македонија е таква како што е. Во делот на враќањето на парите кај граѓаните спаѓа и нереализираното ветување поврат на ДДВ од 15%. Сите го слушале, ама никој не го почувствувал бенефитот од ова ветување. Иако веќе на 2 пати се одложи и пилот промената во некои општини. И на самиот крај, пред да поминам со следниот ваш приоритет, поскапе левот за 3 денари. Ама тоа многу не треба да се секираат граѓаните, затоа што тоа е најефтиниот леп. Како можем да има леп кој што го јадат граѓаните, тоа е најефтиниот и лебот кој што го јадете вие. Институциите ќе работат во служба на граѓаните, зашто секој човек е важен. Четврто ваше ветување. Овој приоритет го исполнувате со оваа седница. Носите закон за банки и управа за јавни приходи, со која што кај секој човек, секоја сметка, во секое време ќе можете законски да му ја проверувате и прегледувате. Гениално решение нема што. Петото ваше ветување ќе има контрола над власта и правда за сите. Контрола на власта апсолутно нема. Министерот за финансии не доаѓа на комисиски расправи кога се дебатира за буџет, се даваат некои паушални неаргументирани обележенија за конструктивните предлози,
се делат пари за неразбирлив начин и така натаму. Се на се, контролата над власта е уште едно од низата на исполнети ветувања на СДСМ. За вториот дел, правда за сите, ќе се воздржам од дополнителен коментар и ќе оставам јавноста да суди дали е точно или не. Гледајќи ги анкетите и анализите, вербата во правдата за сите и вербата во судството е на ниво на кое што е. Почитувани, сакал да се осврнам на економските параметри. Економскиот раст за 2018 година го утнавте 3 пати, иако на секоја проекција ви укажувавме тоа што сите го гледаат. Нереално се преценивте, од неработа, раст на економијата нема и тоа треба да го запаметите. А особено, министрите на кои што им виси позицијата со најавената владина реконструкција, која што очекуваме веќе подолг временски период. Капиталните расходи за 2018 година се приказна за себе и изнесуваат 30% за 10 месеци согласно првично планираниот буџет. Значи, за 10 месеци успеавте да потрошите само 120 милиони евра од предвидените 400 милиони евра. Само да продолжевте да ги реализирате проектите кои што ги остави претходната власт со предвидената динамика, сега ќе имавте најмалку дупло поголема реализација на капитални расходи и раздвижена економија. Наместо сега да разговараме за нов автопат, ние го немаме уште пуштено Штип Миладиновци. Такви капитални проекти има еден куп низ Македонија кои што не ги ни почнавте. А вие не можете ни да ги завршите, што од неспособност, што од тоа да помине време и народот деме ќе заборави и заслугите ќе си ги припишувате вие. Жално, но вистинито. Имаме многу такви капитални проекти кои што стојат. Бруто инвестициите и градежниството од кога сте дојдени се во слободен пат. Размислете за последиците. Ние сугериравме. Намалената градежна активност ќе значи дека оние кои пред да дојдат на работа на објектите, социјалното со кое што го зададовте во градежниството, си отидоа да работат во странство, каде што имаат сигурна работа, а и поголеми плати. На моменти човек да се запраша вие да не работите за иселување на градежните работници. Затоа што она за што реагиравме, а тоа е градежништвото како една основна гранка која што ја раздвижува економијата, буквално го сведовте на нула. Со ребалансот во тековната 2018 година им префрливте 50 милиони евра на општините за да си ги покријат долговите. Уште еден од низата капитални проекти на власта. Даваме 3 милиарди денари, кои не знаете како да ги потрошите на општините, за заостанати долгови, кои се застанати поради несовесното работење изминативе години. Згорана се, викате ова е преседан и веќе нема да се повтори. Од десега виденото, ќе дојдете повторно во собранието за 10 месеци и повторно ќе речете: многу ни се овие пари за капитални инвестиции, не успеавме да изградиме гасоводна мрежа, не бива да реновираме студентски домови и училишта, имаме вишок од 50 милиони евра и ај пак да им ги дадеме на градоначалниците да се раздолжуваат или пак не дај Боже за кафански сметки. Или пак можеби ќе ги префрлите во фондот за иновации и оттаму јавно и транспарентно ќе соопштите на јавноста дека сите партиски функционери и армадила медиумски слуги ќе добијат стотици илјади евра како што беше на последниот повик. Што се однесува на буџетот за 2019 година, со него предвидувате и воведување на прогресивен данок и тоа не за најбогатите, туку за највредните. Оние кои движат економијата напред, кои создаваат производи и услуги со најголема додадена вредност. Веќе, кога го споменав прогресивниот данок, да укажам дека уште едно ветување кое толку го зборувавте го позагазивте. Фамозната скратена постапка. Колеги пратеници, укажете и на власта дека даношната реформа не се носи по скратена постапка. Среќа во несреќа е што председател на Комисијата за финансирање и буџет е од опозицијата, па имаше јавна расправа по ова битно прашање. Ама разочарување е што вие како пратеници воопшто не излеговте во пресред на барањата на сите кои што се засегнати. Со законот ќе ги бркаме инженерите, вработените во информатичката технолошка индустрија, ќе ја зголемиме даночната евазија, ама напразно зборуваме кога вие како власт
се толку заслепени што дури и своите амандмани не си ги гласате затоа што имаат подршка и од пратениците на ВМРО-ДПМН. Почитувани, овие даноци кои планирате да ги изголемите, не се затоа што ќе земете од богатите и ќе дадете на сиромашните. Не е тоа целта на овие даноци. Целта е да се осиромашат земјоделците и оние граѓани кои издаваат определени недвижнини, оние граѓани кои играат игри на среќа и се обложуваат, оние граѓани кои што работат како договорци на дело, затоа што персоналниот данок го зголемувате и затоа што удирате директно по џебовите на граѓаните и ги осиромашувате. Со буџетот сте предвиделе средства за покачување на платите на администрацијата за 5%, ама, едно големо ама, ако добиеме даток за почеток на преговори за пристап во Европската Унија. И сега целата администрација треба да зависи од неспособноста на Димитров, кој сите ги нарекува искомплексирани. Целата фрустрација од евентуален неуспех на надворешната политика што ја водите, ќе ја плаќаат граѓаните. Ама ако само вие така продолжите, ние ќе видиме и граѓаните ваши резултатите ќе ви ги испорачаат на избори. Ветувавте дека живот ќе донесете, донесовте темнина и црнила, порази на секој чекор. Не заборавајте, власта не е вечна, еден ден ќе треба да ја платите цената на се што ветувате сега и на се што правите сега. Почитувани, гледајќи ги проектите што ги имате предвидено со буџетот, не можев да забележам дека нешто ново ќе направите. Напротив, освен што ги продолжувате проектите од претходната влада, што е за пофалба, иако со динамиката имате сериозни проблеми, немате ништо предвидено, па дури имате искратено. Ветувавте нов клинички центар, 2 години локација не можете да одберете. Шајка не сте заковале по однос на оваа тема. Мандатот ќе ви помине од клинички центар низ физибилити студија нема да подготвите. Во делот на здравството, веројатно парите што ги делевте на фирми блиски до вас, ќе направат мејл адреса и веб страна. Знаете зашто ви зборувам, ви текнува многу убаво за ново формираната фирма со одреден мејл и јавна набавка во вредност од неколку десетици милиони евра. На следните избори народот ќе го даде своето мислење и ќе ви испрати на темната страна на историјата. Не само поради тоа што го ветувавте, туку поради тоа и што не успевате да реализирате. Поради она што народот навистина со натрпение очекуваше да види одредени новитети кои што ги ветувавте. Па решија да ве гласаат за можеби нешто да смените. Не само што не сменивте, туку и ги уназадивте сите процеси. Во оваа прилика би сакал да истакнам и за аерозагадувањето. Одвоивте 1,5 милиони евра, што според нас е премалку за вака сериозно прашање. Но до оваа говорница би сакал да истакнам дека конечно проработе свеста и ни прифативте дел од амандманите кои се однесуваат на прочистувачи на воздух кај оние кои што представуваат идни на Македонија. Имено, преку прифаќање на амандманите се обврзавте во секоја училница, просторија и амфитеатар во рамките на градинките, основните и средните училишта и факултетите да поставите прочистувачи на воздух. Веќе кога не сте способни да се соочите со проблемот и навистина да го намалите за аерозагадувањето, вака барем во дел од денот младите ќе имаат подршка за чист воздух. Меѓутоа би сакал овие проекти да не ги представувате како свој, затоа што амандмански беа поддржани од ВМРО-ДПМН, а вам ви благодарам затоа што истите ги прифативте. За останатите граѓани, само ќе го повторам тоа што го рече еден министер. Јас не се занимавам со граѓаните. Инаку поимот потекнува од латинскиот збор министер, што значи слуга, ама вие очигледно на друг начин го толкувате ова. Со буџетот за 2019 година предвидувате да се задолжите во странство со 30 милиарди денари или околу 500 милиони евра, а на домашниот пазар 12 милиони денари или на 300 милиони евра. Колку за информација до граѓаните, идната 2019 година ќе го имаме највисокиот јавен долг и во апсолутни и во релативни бројки, над 50% и над 5 милиарди евра. Во овој предлог буџет се обидов да најдам и студентски град, ваше предизборно ветување, се обидов да најдам и интервентен фонд во земјоделието, се обидов да најдам и повисоки пензии, се обидов да најдам и многу други празни предизборни ветувања. Меѓутоа,
не успеав да најдам ништо. Еден проект кој што не го ветивте пред изборите, а дознав од медиумите дека ќе го плаќаат најпродуктивните млади ИТ инженери, е стипендии. Ни помалку, ни повеќе $40,000 стипендија за ќерката на Димитров. Со буџетот за 2019 година, искомплексираните, како што ги нарекува овој министер, ќе си ја плаќаат да си ја школува својата ќерка. Во само еден ден се формира комисија за доделување на стипендии за додипломски студии во странство. Комисијата се состанува и итно одлучила по барањето. Волку да беа ефикасни останатите советници и министри за странски инвестиции, сега невработеноста ќе беше преполовена. Ама не зашто нема единствена логика, затоа што фирми блиски до власта да ги добиваат сите тендери и ако е можно во договор во 4 очи како што функционира. Почитувани колеги пратеници, ова е предпоследен буџет што ќе го гласате, а веројатно и последен кој што во целост можете да го реализирате. Ова е реална состојба, затоа што народот на следните предвремени или редовни парламентарни избори ќе ве прати онаму каде што ви е местото и каде што најдобро се снаоѓате. Тоа е опозиција. Народот ќе го даде својот одговор за сиот чемеријат и за се она со што се соочува во моментот. За скршената кичма и за комплексите, за повисоките даноци и лажните ветувања. Почитувани, ова, како што реков, е предпоследен буџет кој го гласате, вие сте на залезот од власта и од ова народ враќање нема. Тоа го кажува народот, тоа го кажуваат секојдневните анкети кои што се прават. Во скоро време ВМРО ДПМН ќе излезе со програма во која што навистина реални работи ќе понуди на граѓаните. Ви благодарам.